Деарборн, Мичиген е познат како главен град на арапите во Америка. Во овој град со мнозинско арапско население во држава што е дом на речиси 400.000 арапски американци, многумина се лути заради политиката на САД спрема војната во Газа. I'm not happy with what's happening, and I'm not really hopeful anything is going to change anytime soon. Even if Kamala Harris comes into play, I don't think she's going to be capable to do a whole lot of change. Кампањата на Камала Харис го таргетира Деарборн во спотови што ја прикажуваат сочувствителноста на страдањето во Газа. Но политичка група поврзана со републиканците исто така ги таргетира овие гласачи со политички реклами што покажуваат поддршка на Харис за Израел и еврејската религија на нејзиниот сопруг Даг Емхов. Се чини дека овие политички реклами целат на 100.000 мичигенци кои гласале како неопределени на демократските прелиминарни избори, како протеста спрема поддршката на администрацијата на Бајден за израелската воена кампања. Кога Харис го посете Мичиген минатата недела, националното движење на неопределените соопшти дека нема да ја даде поддршка. Myself, a Palestinian American, that I've been a lifelong Democrat. I would love to be part of the voting bloc that elects the very first black female president. But Vice President Harris has not shown me that she will protect people I care about. Харис вели дека ги поддржува и безбедноста на Израел и правата на палестинците. President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. Иако не и дава поддршка на Харис, групата на неопределените исто така е против Доналд Трамп, за кого тие се плашат дека е поголем поддржувач на Израел. Друга пропалестинска група, напуштете ја Харис, вели дека тие работат да обезбедат пораз за Харис дури и да победи Трамп. I don't think there's any difference in policy when it comes to Palestine or foreign policy when you talk about these two. They're equally evil. So it doesn't really matter to me. Напуштете ја Харис ги поттикнува гласачите да поддржат кандидати од трета партија кои се против војна, како што е номинираната од Зелената партија Џил Стајн. Во оваа одлучувачка држава Харис и Трамп се виртуелно изедначени во анкетите. Бајден победи во Мичиген во 2020-та со само 154.000 повеќе гласови од Трамп. Во 2016-та Трамп ја победи Хилари Клинтон во оваа држава со нешто помалку од 11.000 гласови. Но изгубените гласови во врска со Газа за Харис не мора да значи губење на Мичиген. Синдикатот на обединетите работници во автомобилската индустрија, клучна политичка сила во државата, ја поддржа и незината кампања работи на зголемување на поддршката од црните гласачи. If the black turnout goes up and Arab American voting goes down for the Democrats, will those cancel each other out? I don't know. With the unions out there banging on the doors and doing everything they can, the UAW, that's going to make a difference. Друга варијабила би бил напредокот на Трамп кај арапските и муслиманските гласачи. Амер Галиб, јеменски американец и градоначалник на Хамтрам, го поддржа Трамп по средбата со него минатата недела. Поддршката е со символично значење. Во Хамтрам живеат 30.000 луѓе, од кои многу се муслимани. Тоа е единствениот град во САД со целосно муслимански градски совет. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чаномовски во Вашингтон.